Дека на тема хуманост не каскаме, потврда се нашите действувања изминативе денови на тема Турција и Сирија со хуманитарната помош која е бројна и се собра, но и следниот разговор кој исто така го задржа нашето внимание изминативе денови. Именно Сдруженијето на граѓани Куќа на среќата започна акција чија цел е да се поддржат децата и родителите кои престојуваат на детската клиника и кои во борбата за здравјето се исправени пред предизвик плюс. На оваа тема со Маргарет Курталевски. Добро утро, Маргарет, и добре ни дојдовте во Македонија наутро. Добро утро, добро ве најдов. Ке продискутираме за целиот концепт на хуманитарната акција, но би сакала да разговорот да го отвориме со прашањето зошто токму детска клиника. Како дојдовте до идеја токму за тоа да бидат наменети средствата? Така, до идеја дојдовме ни се обрати една господја која што често се вклучува во хуманитарните акции. Секогаш помага, меѓутоа сака да е анонимна на некој начин и ни се обрати и ни кажа дека на детска клиника кај предвремено родените бебиња има две мајки кои што се во малце потешка ситуација на кој што им е потребна помош. Дали може нешто да организираме? Рековме да, нема да е проблем, меѓутоа размислевме зошто само на тие две мајки, зошто не на сите мајки, татковци, родители кои што нивните деца се сместени таму. И решивме на сите деца кои што се на детска клиника, на делот на неонатологија, да организираме акција и да им спремиме некој вид на пакетчиња кои што ќе содржат тоа што им е потребно. Што се е најнеопходно? Ке споменеме дека акцијата се уште е отворена и нашите граѓани се уште може да донираат. Што е потребно? Значи, акцијата за момент моравме дори да ја стопираме на некој начин, затоа што имаше премногу донации, премногу голем одзив, што особено не радува. Потребно е родителите или децата кои што се сместени често носат пелени за нивните деца и проблемот е кај родителите кои што се од другите градови треба да дојдат да донесат многу поретко каде што може да си ги видат децата, затоа што тие се сместени кои во инкубатори, кои зависно од кој одел и во кој одел се всушност, дали се на неонатологија, дали се на ОИНТ на гинекологија. Така да неопходни се тие работи, додека се на клиника. Меѓутоа, ние тоа го проширивме, го зголемивме со цуцли, со влажни марамици, со се, значи со сите можни работи што се потребни за едно бебе да биде во тоа подароч. Колку донации досега добивте? Станува збор за индивидуални донации или пак компаниски? Премногу донации добивме и радува тоа што не се само индивидуални, не се само граѓаните, туку се вклучи и компании, кои што дури во иднина сакаат да донираат на клиника. Тоа премногу радува. Значи, дали тоа се пелени, дали се креми, дали се козметика, како граѓани, така и физички лица, премногу. Често знаеме да кажеме дека на тема хуманост не каскаме и тоа се потврдува низ годиниве, оному каде што е потребно секогаш сме тука. Но изминативе денови кога станува збор за донацијата конкретно за настраданите и преживеаните во земјотресот во Сирија и Турција, видовме малку поинаква слика на плоштадот Македонија, кој што ни даде од друга страна мотив погласно да зборуваме за тоа колку е неопходна дополнителна едукација за донации. Во вашиот случај сликата беше многу поинаква. Кога се прават акции, пред се треба да се дефинира што конкретно е потребно. Значи, ние тука стрикно дефиниравме што е потребно, иако облеката иако може и таа е потребна, ја сведовме на минимум со цел да дадеме предност на сите овие други работи кои што се потешки за ноѓање, потешки за купување. Така да имавме список што е потребно и што може да им се најде и радува тоа што сите дури се водеа по тој список. Дури имаше и работи кои што ние не ги претпоставивме дека се потребни, ете на некој начин заборавени, меѓутоа беа донирани. И оно што е интересно, се што е донирано, барем од оно што јас можам да го забележам, е ново, досега не е употребувано, е многу внимателно спакувано, дел е спакувано, дел не, но дали можеби кога станува збориве за бебиња или за дечиња, па се поттикна граѓаните да купуваат ново. Какви се искуствата досега? Не е прва хуманитарна акција која што сте ја организирале. Каков е впечатокот за граѓаните кои што донираат? Кога има акции конкретно за деца, тука има многу љубов. Значи, се вклучуваат, иако ова акција за овие бебиња конкретно е прва која што вака се организира.
на некој начин, најде да кажем, како заборавени деца кои што се тука, постојат, се борат, може да кажем едни од најхрабрите бебини или од најхрабрите деца, донираат со љубов. Значи, спремно, спакувано, а ние толку бевме радосни, срекни само што ги гледавме тие подароци, толку сето тоа убаво. Ние ќе правиме повторно така исто мотив како да ги спакуваме, така да и ние ќе ги направиме сето тоа пакетчиња да биде исто полно со љубов, да ја пренесеме таа љубов што ние ја добивме, сега да ја пренесеме само. Кога дојдовте ни ја наполнивте гарнитурата со преубави пораки, сите од граѓаните кои што донираа за децата и родителите на детската клиника. И кога ви споменав, Маргарет, сакам неколку да прочитаме, вие ми споменавте, не знам дали емотивно ќе можам да го издржам тоа да го направам, но ги има многу. Так. Да покажеме барем некој од нив, може? Вако вие ќе ги покажам, ова се од децата од основното училиште Страшо Пинџур од Неготино. Имавме оделение кое што донираше? Да, радува фактот што во оваа акција зема одзив не само како здружение, туку се вклучи многу хуманитарци поединци. Ќе ми ги подадете мене, може неколку да ми подадете, па јас ќе им помогнам на колегите. Навистина се прекрасни и многу креативни. Покрај тоа што донираат, не заостануваат со креативноста нашите граѓани и секоја чест за тоа. Ќе ми помогнат нашите колеги. Во акцијава се вклучија, морам да напоменам, наставникот од Свети Николе, Иле, од Охрица вклучи Димче Каневче, од Скопје и хуманитарната Свети Спас ги отвори просториите за да може да се собираат донациите. Меѓутоа особено радува што се вклучи училиште. Од Скопје училиштето тоа прво оделение, а децата од основното училиште 11 октомври се вклучија во оваа акција. И спремија подароци 10 за сите дечиња кои што беа спакувани полно со љубов од Значи, од Неготино, од Страшо Пинџур се вклучи и акцијата на некој начин го доби оној епитетот од деца за деца. За малите херои. Да, дури во пораките, веќе земам јас една, може да видиме дека ова е пораката која што баш ќе ја прочитам. Ете случајно таа се најде. Значи, вака е пораката. Ќе ја подржам малце. Ајде да ја слушнаме. До најмалото херојче на неонатологија. Драго моје непознато другарче, јас сум Симон и имам 6 месеци. Ова пакетче ти го испраќам со многу љубов и голема желба за побрзо да оздравеш и да си дојдеш дома кај мама и тато. Да пораснеш големо како мене, за да можеме да се запознаеме и заедно да си играме. Биди добро, бори се храбро и не се задржувај предолго таму, а јас постојано ќе мислам на тебе. Те гушкам многу. Ето е таа емоција. Значи, многу од пораките имаше каде што има деца кои што веќе биле таму, дури имаше во некои од пораките дури која соба, кој одел, многу родители кои што веќе го поминале тоа и знаат како е сето тоа што го поминале, се најдоа во оваа акција и со сето срце и душа учествуваа. Како ќе се распределуваат пакетите? Ќе има ли приоритетни семејства кои ќе добијат први помош или пак рамномерно на сите? Сите. Акцијата започна најпрво за децата од детската клиника, што се и тука ставивме плюс-минус бројка од 10 дечиња, затоа што додека трае акцијата не знаеме дали таа бројка може да се зголеми или да се намали. И како бројка ставивме 10 пакетчиња. Меѓутоа, со оглед на донациите кои што ние ги добивме, решивме тоа да го прошириме, така да се јавивме и на гинекологија и таму има значи одел на предвремено родени дечиња, ОИНТ, каде што тие дечиња исто се сместени во инкубатори, а бројката таму е 40 дечиња, не е нажалост мала бројка, меѓутоа има и за тие. Така да пакетчињата ќе бидат спремени дури подеднакво за сите. Минатата недела неколку пати се слушнавме телефонски за да го договориме ова гостување и донациите требаше да се делат во вторникот, односно вчера и денеска. И вчера се слушаме, ова морам да го споделам со нашите гледачи, вчера се слушаме, Маргарет, почнавте со делење, не Кристина, не можеме да ги спакуваме, не знаеме што да правиме повеќе. И тоа доволно кажува. Тоа е таа една реченица доволно кажува. Да, важно е да се поделат на некој начин, меѓутоа да се поделат со љубов. Не е на нас да ги ставиме на некој начин во кеси или кутии да ги однесеме, туку сите овие пораки кои што се со љубов, сето тоа луѓето што го донираа со толку задоволство големо, толку љубов што имаше во сето тоа, решивме ние така да го пренесеме. Каква е реакцијата на конкретно еве здравствените работници на детската клиника? Тие знаат за хуманитарната акција секако и ќе добијат
помош голема за оние кои што таму престојуваат. Морам да кажам дека имавме дури на убава реакција, они се пресрекни, да, меѓутоа кога им кажавме дека имаме голем број на донации, дека и ние сме пресрекни, нешто што исто така ни израдува, ни рекоа, добро, ако веќе имате толку многу, може слободно да одвоите дел и за настраданите во земјотресот во Турција, затоа што и таму има бебиња. И бевме на двумење дали тоа да го направиме, меѓутоа сепак одзивот и за тој дел таму е одличен, така да одлучивме да прошириме листата на дечиња и да опфатиме повеќе дечиња. Колку дечиња се на листата? Сега се 50 дечиња, меѓутоа ќе без пелени вклучително ќе направиме и други дополнителни пакети, бидејќи имаше случаи каде што ни пишаа родители, каде што не се финансиски мокни да обезбедат, така да оние основни работи, влажни марамици, средства за хигиена, ќе може да ги обезбедиме и за други деца. Потребно ли е нешто во моментов? Не. Колку ми е драго што го слушам ова, браво. Наша среќа не. Што значи дека успешно реализиравте уште една хуманитарна акција и многу ми е драго што не потфрливме од една страна, од друга страна многу ми е драго што сите овие пакети донации се со толку убави пораки кои ќе ги прочитаат родителите и ќе се сеќаваат. Да, ова ќе биде некој спомен. Имавме такви октоподчиња што се за... Ги видовме во текот на разговорот. И такви имавме, така да сето тоа ќе биде спомен и овие пораки ќе бидат спомен. Тоа не радува. Значи нешто убаво, родителите и тие деца да се излезат од таму со некој убав спомен и убаво сеќавање покрај сето тоа што го поминуваат сега. Благодарам за гостувањето, Маргарет, секој чест за храброста, се разбира со сето оно што ќе биде ново како активност на Сдруженијето, ќе ви имаме во Македонија наутро. Ви благодарам и на вас на поканата.